Последни вести денеска, добро вечер. Директна авиолинија Анкара-Скопје, како и карго железничко поврзување помеѓу Македонија и Турција, објави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, кој е дел од владината и бизнис делегација што ја предводи премиерот Мицкоски на работната посета во Турција. Договорот е постигнат на средбите на Николовски со турскиот министер за трговија Омер Болат и министерот за транспорт Абдулкадир Уралоглу во рамките на Турско-македонскиот бизнис форум во Истанбул. Информацијата за новата авиолинија и карго железничкото поврзување на X ја објави и турскиот министер Омер Болат, додавајќи дека целта е двете земји да достигнат трговска размена од 2 милиарди долари. Длабоките пријателски и братски врски меѓу нашите земји ќе стануваат уште посилни преку новите проекти што ќе се реализираат во областа на трговијата и инвестициите, објави министерот за трговија Болат. На бизнис форумот во Истанбул Мицкоски посочи дека постои голем интерес кај турските компании кои што ги повика да инвестираат во Македонија. Мицкоски ги повика компаниите од Турција да ја препознаат земјава како партнер за идни инвестиции и економска соработка, нагласувајќи дека постојат сите предуслови за продлабочување на деловните врски меѓу двете држави. Ја продолжуваме традицијата на организирање B2B настани, B2B средби, односно тоа што го отпочнавме во Унгарија и тоа што го продолживме во Австрија, потоа со Хрватската бизнес заедница на билатералната средба во Охрид го продолжуваме сега овде во Истанбул. Нашата цел е нашата македонска економија и нашите бизниси да се поврзат со бизнисите овде во Истанбул, во Турција. Постои навистина голем интерес кај турските бизнисмени за инвестиции во Македонија, а она кое што ние ќе го правиме овие 2 дена овдека во Истанбул е да ги презентираме можностите на македонската економија и сите ние можности и поддршка која што ние како влада ја даваме за привлекување на странски директни. Од денеска почнуваат задолжителните обуки за граѓаните кои сакаат да управуваат мотоцикл до 125 кубици. Михајло Видимлиски со детали за тоа кои се условите. Од денеска стартуваат задолжителните обуки за граѓаните кои сакаат да управуваат со мотоцикл до 125 кубици. МВР ги појасни условите откако во јавноста, особено кај младата популација, се создаде впечаток дека лесно ќе може да се вози мотоцикл. Оваа обука е задолжителна и се однесува за лица кои имаат минимум 23 години возраст и поседуваат минимум 5 години важечка дозвола од Б категорија, но не и помлади. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека во врска со задолжителната обука за управување на мотоцикл до 125 кубни сантиметри, обука и потврди можат да спроведуваат и издаваат автошколи кои имаат лиценци за А1 категорија. Обуката трае 4 часа и опфаќа клучни теми за безбедноста: заштитна опрема, контрола и стабилност на мотоциклот, превоз на сопатник и справување со ризици на патот. Воедно ги информираме граѓаните дека потребно е кандидатот да достави и лекарско уверение, како и потврда дека нема забрана за управување од Б категорија. Дел од автошколите објаснуваа дека се работи за 4 теоретски наставни часа. Кандидатот треба да поседува возачка дозвола од Б категорија, како и останатите задолжителни документи. Обуката опфаќа само теоретски дел, 4 наставни часа, кои што треба да ги посети кандидатот за да добие потврдата која што му дава право за управување со мотоцикл до 125 кубика под одредени услови и строго мотоциклот ако е автоматик. Значи не важи за другите мотоцикли, за нив си е потребно да си полагаат А1 категорија. Од потребни документи кои што ќе треба да ги набават за упис, влегува лекарското уверение кој што треба да си го извадат и потврда за немање активни забрани која што се набавува од македонска телевизија МВР Шалтер, соба 25 или 26. Од МВР додаваат и дека доколку лицето кое се стекнало со потврда добие забрана за Б категорија, автоматски повлекува и забрана за управување со потврдата. Инаку правилникот е дел од имплементацијата на законските измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои собранието ги усвои во април. Од 1 септември од Зелениково до Скопје ќе транзитираат 2 воза, а од македонски железници очекуваат голем интерес од страна на граѓаните. Од невладиниот сектор пак алармираат дека значително треба да се подобрат условите на железничките станици за да се привлечат поголем број патници. Патувајќи со градски воз од маđари
До центарот на Скопје ќе се стигнува за околу 5 минути. Афродита Рамос. На очекуваниот старт на градскиот воз од 1 септември на маршрутата од Зелениково преку Драчево и Лисиче до Скопје ќе транзитираат 2 воза, се додека не се обезбедат повеќе возни средства, најавуваат од Македонски железници. Меѓутоа, и со овој капацитет се очекува голем интерес кај граѓаните да се вратат на користење на железничкиот превоз поради значително намаленото време поминато во патување и застој во градскиот метеж, додаваат од таму. Од 1 септември ќе има зависно од периодот. Значи, во утринските часови ќе бидат 2, а понатака ќе биде само по 1, се додека не се комплетираме ние со возните средства. 18 паравозови треба да бидат на една траса. Значи, тоа се негде околу 54 воза на сите 3 траси. Меѓутоа, тоа кога ќе се комплетираат сите 3 траси. Од железничка инфраструктура најавуваат дека реконструкцијата и на останатите 2 делници од проектот Градски воз ќе започне на есен. За другите 2 фази што се од Волково преку Ѓорче Петров, Скопје Север и Скопје и Миладиновци, Илинден, Маџари па се до Скопје, за овие 2 наредни фази имаме објавено постапка за избор на проектант за доставување на и подготовка на техничка документација. Со градежни активности очекуваме да се започне истата година, некаде кон есен. Сепак, состојбата на самите железнички станици и условите за патниците треба да се подобрат со цел да привлечат повеќе корисници, велат од невладиниот сектор. Моментално, станиците железнички, прво, се делумно руинирани, второ, се недостапни за лица со посебни потреби, достапни за велосипеди, но се исто така и многу далеку од густо населените места. Значи треба да има координација со ЈСП за некои линии, можеби со минибуси, можеби со нешто друго, кај што ќе носат патниците од главните автобуски станици до железничките станици. Од Македонски железници додаваат дека за сега се уште не е дефинирана цената на билетот, која по најавите на министерот за транспорт Николовски би требало да не е повисока од онаа за приградските автобуски линии. Скалпелот го држи робот, а хирургот оперира од конзола. На клиниката за урологија за прв пат се изведени робот-асистирани операции кај пациенти со карцином на простатата. Лекарите велат дека новата технологија овозможува поголема прецизност, помалку болка и побрзо закрепнување. И се надеваат дека државата ќе инвестира во технологијата вредна околу 1,8 милиони евра, со која што во моментов привремено оперираат на урологија. Применети се 2 методи на оперирање со робот-апаратот, вели директорот Шабани. И планот е во иднина да продолжи едукацијата за работа со овој апарат на робот, кој што не оперира, туку асистира и е од Кина, откаде што е привремено донесен. Пациентите кои што се оперира со роботска хирургија, робот-асистирана хирургија, значи хоспитализација трае максимум 3 до 4 дена. Во споредба со другите методи кои што трајат пациенти што се оперираат отворена хирургија или лапароскопска хирургија, лежат подолги денови, така што штедиме и на хоспитални денови и на другите трошкови што ги следат со хоспитализација на пациентите. Меѓутоа, сепак бенефитот на пациентите е многу поголем. Значи, пациентите многу побрзо го заздравуваат, побрзо закрепнуваат, побрзо се враќаат во нормалниот живот, што е многу битно и за пациентите, па и за клиниката. Тоа беше се во вечерното издание. Пријатно.